Во интервју на Инбокс 7 разговараме со универзитетскиот професор Методи Хаджијанев по предметот воена дипломатија и безбедносни системи. Професор Хаджијанев, како ја оценувате безбедносната состојба во Македонија по серијата протести нели и во Скопје и во внатрешноста? Сведоци бевме дека се случија протести во регионот, во Приштина, во Тирана, вчера имаше дури во Њујорк, во понеделник таму се најавени протести пред седиштето на Обединетите нации. Цело време причина е израз на незадоволството по изречените доживотни казни за случајот Монструм. Вчера дури во дејачката ВМРО ДПМН прстот го впери кон радикални верски исламистички сили како поттикнувачи. Дали е возможно дека во оваа ситуација безбедносната состојба во Македонија станува малце климава? Па не би рекол дека е климава, да кажеме чувствително, меѓутоа мислам дека ситуацијата е стабилна. Заради две работи, затоа што не верувам дека овие демонстрации ќе имаат капацитет да ја изфрлат Македонија од стабилната зона, од безбедноста. Тоа не значи никако дека треба да се запостават или пак да се игнорираат како такви. Токму заради тоа сметам дека треба да се пристапи внимателно кон овие демонстрации и да се види суштината на истите, да се изанализираат и да се види суштината на нив. Факт е дека она што го гледаме малце ги чудува сите. Значи прво имате одлука која што е судска, имате демонстрација што е сосема нормално во ред, револт, незадоволство, апсолутно, и тука не смееме да наоѓаме забелешки. И тоа проблемот станува сериозен во оној момент кога тоа незадоволство ќе вие го искажете на еден насилен начин, со што подкренувате одредени прашања за легитимноста на револтот кој што го правите. И втор елемент кој што исто така, ако можам да кажам, боде во очи, е колоритот кој што го гледаме помеѓу демонстрантите. Да, малце подоцна за тоа. Сега да ве прашам, протестите се токму заради тоа што граѓаните кои што излегува на улица, предсеетнички албанци, ја изгубиле довербата во судството, односно велат дека таа одлука која што е донесена не се базира на докази. Дали сметате дека постоењето на некои радикални структури може да ја искористат таквата ситуација? Апсолутно. Значи, прво мислам дека не само што може да ја искористат, него тоа и го прават. Значи, тоа име модус операндито, начинот на кој што они функционираат. Пак ќе кажам, нема да навлегувам околу начинот или причината зашто тие демонстрираат, но она на што сакам да укажам е дека судството во Република Македонија е независно. Република Македонија, начинот на кој што функционира судството, па дури и поделата на власта е мултиетничка. Тоа значи дека незадоволството вие можете да го изразите против државата, меѓутоа има методи и начини за сето тоа. Она што е алармантно е што овој случај повторно е поврзан со такви, значи е поврзан со таква позадина, и она што исто така е алармантно според мене во приказната на демонстрациите е колоритот кој што е поврзан со истите тие. Тоа дава за право, апсолутно. Етничка Албанија, учат. Тоа се работи кои што некој може да ги злоупотреби. Може би навистина имаме граѓани кои што навистина се убедени во тоа дека не е транспарентна одлуката. Но она на што би укажал е дека прво станува збор за се уште првостепена фаза. Знаете, во Македонија има неколку фази, треба да се чека и така натаму и така натаму. Следно, не завршува тука приказната. Постојат следни инстанции, други следни инстанции на кои што треба да им се даде шанса и треба да им се даде можност. Знаете, постои друга хипотетичко прашање, што би правеле ние ако на секоја одлука се спротивставиме на судот. Мораме некогаш да изградиме и да независно колку тоа да е болно. Знаете, самите римјани рекле дура лекс сед лекса, тоа значи правото е тешко, ама е сепак право. И треба да останеме да кажам во таа зона. Се оно друго што ќе го кажеме ќе биде излишно и ќе излезе надвор од нормалните текови или демократските текови на пристап кон овие проблеми. Дали смета дека само демонстрантите беа насилни или можеби полицијата прекумерна употреба на сила имаше? Па јас мислам тука дека по се оно што го видовме, полицијата дури беше воздржана. Доколку ги земете демонстрациите, сега ако направите компаративна анализа на оно што се случува на други, например на Wall Street, ако земете демонстрациите во Грција, да ги земете демонстрациите во Лондон и така натаму, ќе забележите дека нашата полиција е меѓу најблагите, условно кажам.
Нели, од друга страна пак ќе треба да им дадете шансата на оние кои што го со право го поставуваат прашањето зошто е полицијата, зошто молчи полицијата, зошто дозволуваат да бидат тепани и така натаму. Кои видите податоците, ќе видите дека имате интензивно голем број на повредени полицајци. Добро, но има и голем број повредени демонстранти кои што не се бројат затоа што не побарале помош во државна болница, него во приватни установи. Да, ама тоа е ваша али тоа е сепак предпоставка. Тоа е сепак предпоставка. Не далеку од тоа дека не се повредени. Сепак полицијата не била таа која што прва почнала ја преминала линијата. Тоа значи сепак дека полицијата е таа која што го представува системот, таа која што треба да го обезбеди системот. Ако сакате сега и на тактичко ниво да се посимнеме долу, не е исто да ве повредат кога сте во опрема и во оклоп. И не е исто да бидете повреден така. Колку може да биде повреден од овој соблечен? Значи исто тоа, токму именно тоа сакав да го кажам. Ако имате веќе повредени полицајци за кои што постои евиденција дека се повредени, тоа значи дека демонстрантите и не биле баш наивни. За утре преку социјалните мрежи на протестите во Скопје се најавуваат дека ќе пристигнат и граѓани од Косово и од Албанија. Како го коментирате тоа? Тоа малце кај мене создава некоја чудна една слика. Замислите сега ние отидеме во Косово да демонстрираме заради некоја одлука на суд. Може да си демонстрираме на нашо. Значи они имаат право да го изразуваат незадоволството, имаат право да кажат свое мислење. Ние тоа би требало да го почитуваме, не мора значи дека се сложиме со тоа. Меѓутоа тоа сега веќе почнува да отвара нови дилеми или нови прашања. Што е причината за ова? Дали навистина е причината дека вие сте незадоволни од тоа или било каква и да е одлуката, ќе имате проблем. Зошто го велам ова? Затоа што јас ви убедувам, а вие можете тоа да го истражите, дека целата постапка околу Монструм беше под надзор. Имаше надзор на ОПСЕ. Што значи сега они ќе демонстрират и против ОПСЕ? Или ќе демонстрират на се што нема да ни се допадне. Во тој случај имате проблем. Значи имаше силен мониторинг до сегашната постапка, така да не велам дека тоа не треба да биде и во втор степен, значи и на апелација на Врховен суд која би отишла. Меѓутоа оно што треба да нагласиме е дека ние имаме држава, ние имаме систем, таквиот систем функционира и за останати пресуди, затоа што во принцип секогаш оној кој што ќе загуби или кој што не смета дека е донесена одлуката како што треба, има право да се жали. И така би требало да постапува. Но она што сакав да го кажам е веќе дека овде веќе се појавуваат симптоматични се работи и тука веќе апелирам на тоа да кажеме соседните земји, соседните власти и они исто не можат и немаат право да ги спречат луѓето, имаат право слободно да се движат, да дојдат да демонстрират, но соседните власти ќе треба или политички елити ќе треба да интервенираат овде со реторика, со изјави на кои ќе мора да повикаат на смиреност и овдека секако ќе укажам на западните партнери на Република Македонија кои што го да кажам имаат историја околу менаџирањето на конфликтот во Македонија и на конфликтот на Балканот, кои што ќе мора да упатат посилни пораки за смиреност. Секоја си манипулација или секоја манипулација со една политичка изјава, уствари поттикнување на нешто друго позади сето тоа е опасност и тоа се игри малтene да кажам како да се играте со ѓаволот. Тоа е многу опасно и не води на добро. МВР го демантираше предупредувањето на британската амбасада дека Македонија е под закана за тероризам. Постои ли таква опасност за државава? Соопштението на амбасадите се најверојатно малце соопштението мислам дека се однесува повеќе на британските граѓани кои што се и најверојатно можеби тоа соопштение дојдено и врз основа на неколку да кажеме поголема група на аргументи кои што они ги изнесуваат. Обединетите нации изнесува дека Босна се наоѓа веднаш позади Пакистан и со на рамниште на Пакистан околу присуство на екстремизам и тероризам. Во неколку наврати во неколку рапорти на безбедносни организации реонот на Санџак исто така се посочува како опасно место или место во кое што всушност тлее нешто што се обидуваат да го дешифрираат дали станува збор за чисти етнички проблем, дали станува збор за некако си микс од етнички и верски радикализам и така натаму. И најверојатно можеби и заради тоа е упатството. Она што јас сакам да го потенцирам е дека досега МВР демонстрираше во изминативе периоди, демонстрираше исклучителна професионалност. Ова ќе го кажам со факти.
Замислете си, ако ги земете податокот дека за времето на Монструм беа дигнати над 600 полицајци. И ако земете дека на толкава бројка не постои ниједна преставка за прекумерна употреба на сила. Ако земете она што се случува во западноевропските држави, каде што сите нивни апсења се препратени со дискутабилност околу употребата на сила, многу чудни или замаглени рапорти на Human Rights Watch за тоа каква била употребата на сила или некаде завршуваат, во тој случај јасна е пораката која што сакам да ја кажам. Значи, дали во Македонија постои радикален екстремизам на верска основа и дали тој е некоја закана по безбедноста во државата? Во Република Македонија сите протести тргна после молитвата петочна од џамијата. Тука исто ќе повикам на внимателност, бидејќи пак ќе кажам не сите момчиња кои што или младинци или лица кои што биле револтирани од тоа се поистоветуваат со чудните пароли кои што ги видовме и со чудните символи кои што ги видовме. Затоа реков мора да внимаваме. Второ, на прашањето конкретно дали постои во Македонија, дефинитивно постои. Ова не го кажува Методи Хаџијанев, ова си го призна ИВЗ во 2010 година, кога кажа дека нема контрола над неколку од нивните да кажам верски објекти, кога се појави песната за Бин Ладен во 2010 година. Ова се рапорти кои што ги дали исто така и независни органи. Сега, колкава е опасноста од нив, јас мислам дека Македонија е далеку надвор од црвената зона, дека тие се представуваат сериозна опасност. Ве уверувам дека во Лондон ви е многу поопасно од радикален верски фундаментализам. Да се справува со нив? Никако. Тоа е друго прашање. Никако. ИВЗ не смее да биде оставена самостојно. На ИВЗ мора да и се помогне и таа помош мора да биде направена од сите актери во државата. Она што е битно е дека не треба да очекуваме дека сега владата треба да има водечка улога, бидејќи тоа ќе биде погрешен потек. Првата линија на фронтот мора да биде изградена од локалните заедници, локалните лидери, цивилните организации, невладиниот сектор, а владата треба да биде помагач во се тоа. Че таа треба само да обезбеди платформа на која што сите овие органи ќе го направат тоа. И многу битна улога овде е улогата на медиумите. Ако ја прочитате студијата на УНЕСКО за случајот на Монструм, како и на каков начин ја дозирале или ја, да кажеме, ја угасиле приказната, ќе видите дека улогата на медиумите е исклучително битна во вакви моменти. Што значи тоа? Тоа значи артикулирање на одредени сегменти или неправилно артикулирање на тие одредени сегменти или факти кои што ќе ги изнесете. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека секогаш кога ќе дојдете на тлото да разговарате за радикален ислам, за етнички прашања, за вакви чувствителни прашања, прецизноста мора да биде многу голема. Зошто? Бидејќи ризикувате да создадете реторика која што подоцна може да биде спинувана, злоупотребена и искористена во други цели. Следна институција се едукативните институции, школските установи, бидејќи анализите говорат дека најподложна популација за манипулација и за радикализација е токму младата популација, која што е полна со елан, која што е секогаш, да кажам, спремна да биде, да импресионира и која што секогаш всушност не често знае да измери колку се 2 и 2. Всушност да расчисти што е вистинска религија, што е вистинска порака, а што е манипулација во таа религија. Сметате ли дека новинарите се безбедни кога ги следат ваквите масовни демонстрации и протести? Еден млад новинар беше уапсен кој тврдеше дека полицијата го тепала и навредувала. Па, знаете што, јас мислам дека на протести во принцип секој оној кој што зависи какви се протестите нормално, нели? Меѓутоа никој не е безбеден. Вие локални минувачи кои што минуваат, кои што немаат врска со протестите, може да настрадат. Тука прво да се разбереме. Употребата на насилство против новинарите не смее да по ниту една точка, независно од дали нам ни се допаѓа известувањето или не. Иако рековте дека целта објективно, тоа е пак прашање колку се објективни сите новинари, треба да бидеме и тука коректни. Меѓутоа тоа не значи дека вие треба да употребите сила. Никако, во никој случај. Во никој случај, бидејќи слободата на изразување, слободата на информирање е право кое што е уставно гарантирано во Република Македонија и тоа мора да го почитува. Губењето на легитимитет се прави токму на овие основи. Она што јас можам за тој конкретен случај да го кажам е дека доколку се докаже дека навистина била употребена
таква сила, доколку навистина новинарот бил малтретиран и така натаму, ако он не учествувал у некои други работи кои што се нормално недозволени, во тој случај сметам дека органите на МВР ќе треба да си преземат мерки и да го санкционираат тој дел. Благодарам.